Центарот за заштита на деца и младинци 11. октомври се наоѓа во Скопје во современа пространна зграда среде зелениот двор. На овие деца, иако не живеат заедно со своите родители, а ги има на број 160 од 3 до 18 години и 60 од неколку месеци до 3 години, не им недостига родителската љубов зашто во центарот ги имаат сите услови за нормално растење и развој. Храна, сместување, топла грижа. Една група деца се враќа од училиште. Секое дете ита кон својата соба каде го очекува неговото семејство, уште 15 други деца од различна возраст. Чантата, чевлите и училишниот прибор треба уредно да се сложат во плакарите. Потоа заедно со воспитувачката повторување на денешните училишни уроци, пишување на домашните задачи, другарување со блокот и боичките, вдлабочување во содржината на интересната книга земена од библиотеката. Покрај со своите редовни активности, некои се ученици во основно училиште, други веќе средношколци и трети пак студенти, жителите на овој центар го исполнуваат своето слободно време со дејности кои ги одбрале самите. Например, овие девојчиња се влюбеници во везењето и ние сега присуствуваме на една нивна заедничка седенка со платното иглата враце. Прстите кои станале вешти му подаруваат на платното богатство од ситни везби. Навезеното платно ќе украси некоја витрина во нивниот дом. Има и други експонати. Куклички со оригинални ликови, направени од најразличен материјал. Макети на познати градби, минијатурни украсни предмети. Во нивната изградба учествувале и машките жители на центарот од повеќето генерации деца што овде израснале. Од спортските активности, многумина овде активно играат пинг-понг, а мошне популарна е и кошарката на игралиштето во дворот. Во деновите кога ја снимавме оваа репортажа, децата заедно со своите воспитувачи и директорот ги засврстуваа металните држачи за кошаркарските табли, значи со сопствен труд придонесуваат дворот да им биде уреден. Помалите деца пак со гребла и метлички ги чистат жолтите есенски лисија од тревникот. Ете и тие помагаат колку можат. Зашто овде има повеќе семејства, но сите се грижат за заедничкиот ред и чистота на зградата и дворот. Конечно, тие се едно големо семејство.
Кујната се грижи оброците да бидат редовни и калорични. Апетитот кај децата е секогаш присутен, а оброците се сервираат во заедничката кујна на секое семејство. Појадењето следува попладневен одмор во спалните кои се поделени на машки и женски и кои се снабдени со удобни легла, плакари за аришта, за пижамите и покривките. Просториите преку зимата се затоплени, а преку лето редовно се проветруваат. Некои деца дел од својот ден поминуваат и во фотолабораторијата, навлегувајќи во тајните на фотографијата. Децата фотоаматери со своите фотоапарати забележале повеќе моменти од секојдневниот живот, од работата, учењето, другарувањето, прославите, излетите, летувањата. Од фотографиите ви се насмевнуваат озарените детски лица. Ете, драги најмлади гледачи, преку овој исечок се обидовме да ве запознаеме со вашите другарчиња, членови на едно големо семејство, кои се жители на Центарот за згрижување младинци и деца. Многу деца кои овде пораснале, подоцна како возрасни, сеќавајќи се со љубов на средината и воспитувачите, навраќаат овде, се јавуваат со писма или разгледници, донесуваат скромни подароци за сегашните жители на Центарот. Овие деца се едно големо, сложно семејство. Сакам се, а најмногу мама. Сакам се, а најмногу го сакам Тито. Ги сакам сонцето и звездите, и пролетните утра рујни и дрвјата бујни. Ја сакам слободата мила, таа на секој му дава сила.
Јас се викам Себадин Веселот од основното училиште 26 јули 8 одделение. Јако одбојката ја сакав уште од 7 години, пошто наставникот мој одбожаваше одбојка и е тренер од Ферум. И така јас ја засакав одбојката, пошто сум во екипата капитен тим и тренер сум на овие мои другари од 26 јули, сите овие деца наши. Јас сум ученик од 26 јули 8 одделение. Јас ја сакав одбојката и дојдов да тренирам. Наставникот не загревал сега и ние играме секоја недела после часовите, после 6 или после 5. Ние играме прсти, чекич и упијачи и смечирани блок. Јас сум ученик од 26 јули од 8-4 одделение. Значи мене ми се свиѓа одбојката и затоа јас играм дизач. Од првата постава се Севадин, Мемет, Боце, Абут, Мустафа. Нашето училиште 26 јули се такмичи редовно секоја година на малите олимписки игри. Во оквир на спортските игри секогаш ја земаме одбојката како спорт, привидејќи овдека во масовност ја упражнјаваат оваа спортска игра. Прошлата година нашата екипа во одбојка го освои 3-то место, а оваа година сматрам према квалитетот и составот на екипите да исто така се котираме на високо место, по можност и првото да го освоиме. Тренинзите ги одвиваме во нашата сала секој ден по еднаш од 45 до саат и 30 минути. Значи, присуствуваме на еден тренинг на одбојкарската спортска секција при основното училиште 26 јули во скопската населба Шуто-Ризари. Овие момчиња се 8 одделенци, со исклучок на некој ученик од пониските одделенија, кој покажувајќи таленти и силна желба за оваа игра крај мрежата, се изборил да застане во ист ред со своите постари другари, да заземе место во првата екипа. А првата екипа се знае, таа што се надпреварува, таа победува почесто, таа забележува и порази поретко. Но поразите подолго се паметат, тие повеќе или помалку болат, но и обврзуваат, да се вложат повеќе усилби на тренинзите, да се стекне висока спортска форма. Тренингот тече. Се увежбуваат падови на паркетот, тие се потребни за да се спаси некоја незгодна топка. Потоа скокови крај и над самата мрежа. Чести се ситуациите кога топката е високо горе, а ја очекува букет од испружени раце, чиј одскок ќе биде повисок. Удрената топка треба силно да падне на противничката страна од теренот, по можност на некое празно, небрането место, и затоа овие момчиња често играат и меѓу себе, проценувајќи голетот на топката, одмерувајќи го ударот со дланката. Одбојката е спорт што бара долги подготовки, макотрпни тренинзи, многу часови, денови поминати на паркетот, многу пот, грижливо спроведување на советите од тренерот. Така на еден одбојкар му се потребни дури неколку години за да стане квалитетен играч кој ќе бележи поени за својата екипа. Овие момчиња го знаат тоа и пак секојдневно доаѓаат на тренинзите. Тие ја сакаат одбојката. Начело со својот наставник и тренер Васил Ивановски ќе продолжат да играат одбојка и по завршувањето на основното училиште. Тие подоцна сакаат да прераснат во самостоен одбојкарски клуб. Им пожелуваме таа желба да им се исполни, а снимките од овој нивни тренинг убедуваат, тие ќе знаат како да ја исполнат.
Слободата е мир над нашите глави што бдее. Слободата е златно сонце што своите зраци во нас ги сее. Слободата е цвет што најлично цвета. Слободата е ластовица мила што слободно гнездо си вие. Слободата е наша најдрага мајка што со љубов ја негуваме ние. Мојата учителка има поглед благ, топло зрачи милува ликот нејзин драг. Колку топли зборови, песни, сказнисти, срце мое врел гласот нејзин ти. Учителке најсакана, да зрачиш радост како вечен сјај. Те сакаме бесконечно, носам срце како цветен мај. Учителке најсакана, да зрачиш радост како вечен сјај. Те сакаме бесконечно, те носам срце како цветен мај. Мојата учителка, мајка драга лек, среќна да ми живе